Кризата за процесори, чипови и полупроводници сериозно ги поремети производствените капацитети и испораките на возилата. Иако пристигнуваат смирувачки пораки, сепак ќе треба да се стрпиме додека состојбата во целост се стабилизира. Мокните бензински мотори полека ја напуштаат сцената, остапувајќи место на позелените солуции. Благодарение на ентузијазмот на производителите, врвните технологии се достапни за секој возач, се врши нивна размена, заеднички настапи на нови пазари и кроење на нови соработки. За сето ова ќе стане збор во денешното издание на Автомагазин. Ви ветуваме возбудливи 30 минути. Светскиот шампионат во Формула Е добива ново безбедносно возило. Porsche Taycan Turbo S ќе биде на челото на колоната секогаш кога ќе биде потребно. Силниот швабски електричен модел од 560 киловати ќе ја има својата премиера на отворањето на сезоната на Формула Е во 28 и 29 април. Безбедносното возило е обоено во боите на сите 11 тимови учесници во светскиот шампионат на електричната формула. Со лаунч контрол, врвниот Taycan забрзува до 100 км на час за 2,8 секунди и со максимална брзина од 260 км на час е дури и побрз од болидите. Taycan Safety Car ќе го пилотира долгогодишниот возач на безбедносното возило во Формула Е, португалецот Бруно Кореја. Со градењето на новата фабрика во Охајо, Intel најавува крај на кризата за процесори и полупроводници. Ова звучи прекрасно доколку не се земе во предвид дека најавената фабрика е уште во фаза на идеја. Дека станува збор за добра, потврди и американскиот претседател кој лично се зазема Конгресот да изгласа поддршка на овој проект, бидејќи од голема важност за американската економија. Според планот, иницијалната инвестиција од 20 милиарди американски долари ќе стане 5 пати поголема, бидејќи доколку успее проектот во околината би отвориле своји фабрики добавувачите и останатите индустрии неопходни да го хранат големиот систем. Intel ќе вложи дополнителни 100 милиони американски долари во партнерство со образовни институции за откривање на талентирани студенти и финансирање на истражувањата во регионот. Доколку помине како што е планирано, изградбата на првите две фабрики се очекува да започне кон крајот на годинава, а првите чипови ќе почнат да се произведуваат во 2025 година. Пред дебитот на тркачките патеки, 9X8 беше предмет на необична фотосесија. Сакајќи да истакне естетската складност со бруталните перформанси на Peugeot 9X8 Hybrid Hypercar, лавот од Елисејските полиња го постави болидот во катна гаража. Тоа е метафора за престојниот предизвик на 24 часа Леман, легендарната трка на издржливост за возачите и болидите, каде Peugeot досега 3 пати триумфираше. За хибридниот хиперавтомобил е направен атрактивен и страствен изглед кој е во потполна функција на перформансите. Иако е тркачки болид, кабината е заснована на карактеристичниот концепт на марката iCockpit, кој е дизајниран да обезбеди највисоко ниво на ергономија и интуитивност за возачите.
Римац групата ја заокружи својата трансформација. Технолошкото оделение кое ќе се бави со развој на електричните возила и компоненти како за потребите на матичната компанија, така и за трети производители, од сега функционира засебно. На тој начин Порше како партнер на Римац ќе нема влијание ниту контрола над нејзиното работење, туку ќе се јавува само како клиент, рамноправен со другите. А нивната листа на вистина импресивна. Десетина автомобилски компании од Hyundai до Aston Martin и од Cupra до Koenigsegg. Седиштето ќе биде во Хрватска, каде Римац сега вработува околу 1000 луѓе. Во тек е изградба на нов кампус во кој до 2023 година ќе се сместат околу 2500 вработени, поголем дел високостручни инженери. За тогаш во план е проширувањето на делувањето на фирмата уште и на полето на разни електронски системи и компоненти, па дури и комплетни платформи за електричните возила. Во време кога сите фокуси на автомобилската индустрија се насочени кон обезбедување доволни количини возила за задоволување на побарувачката, шведско-кинескиот Lynk & Co си оди по сопствен пат. Лансирана пред неколку години, оваа марка упорно го турка својот модел за пласман на возила преку патна претплата. Според нивните изјави, непоткрепени со бројки, тој успешно функционира во 8 европски земји, предводени од Холандија, Германија и Шведска. Сите заинтересирани таму за 500 евра месечно добиваат возило со кое можат да поминат до 1250 километри, при што за секој дополнителен километар ќе плаќаат символични 15 евроценти. Во таа сума се пресметани трошоците за регистрација, осигурување и одржување, така што на возачот му остануваат само горивото, патарините, паркирањето и слично. Доколку некој сака, може и да го купи возилото, кое во хибридната изведба чини 35.000 евра, а како плагин 42.000. Постои можност и за споделување на возилото со други возачи, при што сопственикот сам ја определува цената за тоа. Нарушените синџери на снабдување создадоа долги листи за најпопуларните возила, чии идни сопственици мора да ги чекаат и по повеќе од година. Со оваа нова реалност, која во догледно време нема да се промени, сите како да се помирија, но веста што пристигнува од Јапонија наново ги разбранува духовите. Имено Toyota, барајки разбирање, ги извести сите оние кои сакаат да го нарачаат новиот Land Cruiser, дека на него ќе треба да чекаат и до 4 години. Големиот интерес за легендарниот теренец предизвика одложување на неговото лансирање на нови пазари, така што тој сега се нуди само во Јапонија, Русија, Австралија и на Блискиот Исток. Во Америка ќе се продава под знакот на Lexus, а Европа никој не ја ни споменува. Иако се работи за сосема друга компанија, Volvo покрај за автомобилите има јасни цели за електрификација и на своите камиони. Докаде стигна покажува најновиот пример кој доаѓа од Соединетите Американски држави, каде е представена новата верзија на електричниот влекач. Тој сега е опремен со 6 батериски блокови со вкупен капацитет од масивни 565 киловат-часа, кои му овозможуваат автономија од 440 километри.
Со силата на полнење од 250 киловати се достигнува 80% од капацитетот за 90 минути. Заедно со новите батерии, камионот доби и унапреден систем за термички менеджмент кој ќе се грижи тие постојано да работат на оптимална температура. Неговото производство ќе започне во вториот квартал, а во понуда ќе остане и досегашната верзија со 4 батериски блока и автономија од 240 километри. Volvo на глобално ниво планира до крајот на деценијата електричните камиони да сочинуваат половина од продажбата. Дојде време Subaru да изврши одредено дотерување на сегашната генерација на Forester, која е во понуда од 2018 година. Најголемите визуелни разлики кај овој некогаш популарен компактен кросовер се на предниот дел. Светлата се потполно нови, маската е дотерана, а браникот изменет. Корекциите во внатрешноста опфаќаат нови материјали и нивни комбинации, а опременоста е изработена со унапредениот EyeSight систем за асистенција на возачот кој вклучува 11 функции, од кои 3 се нови. Европските возачи ќе се израдуваат и на унапреденото управување и модификуваното ослонување кое нуди подобрен комфор. Ним на располагање ќе им биде само една моторна опција, дволитарскиот боксер со 150 коњи, хибридно засилен со електромотор со уште 17 конски сили. Батериите од 13,5 киловат-часа овозможуваат краткотрајно возење само на струја. Покрај клиренсот од 220 мм и кај Subaru секогаш стандардниот погон на сите тркала, неколкуте посебни режими на работа го леснуваат теренското возење. Цените се задржани на истото ниво и стартуваат од 35.000 евра. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Нов автомобил го сакам, но овој пат има правила. Нема храна во автомобилот. Само смеј крени нозе и ќе те ги отсечам. Нема гласна музика. Нема ни миленици. Нема шанси. Океј, може би од следната недела. Новиот Opel Crossland. Убавината и храброста одат заедно. This is Opel. Метрополис, број 1 радиомрежа. Кариерата 12-цилиндричниот V8 мотор на BMW ја започна во втората генерација на серијата 7, пред речиси 3,5 децении. Тој достигна одлични резултати и перформанси.
Од почетните 300 коњи од сцената на BMW заминува со двојно повеќе. Тоа не значи дека баварците ќе се откажат од термичките мотори. Напротив, тие објавија дека продолжуваат да развиваат мотори со 3, 4 и 6 цилиндри, засилени со 48 волтен хибрид, а засилени со основа и дизајн од Рено, јапонците ќе останат во игра на стариот континент. По неизвестните 2 години, Мицубиши доби шанса со дизајнерски поединости да ги преработи Клио и Каптур. Од самото појавување на серијата 7 со V12 мотор беше јасно дека ја загрозува неприкосновената S-класа на Мерцедес. Болидот од Баварија испорачуваше 300 конски сили, а уште тогаш беше електронски ограничена максималната брзина на 250 км на час. Во најдобрите времења, ултимативната изведба со V12 мотор се искачи на двоцифрено процентуално учество во продажбата на седумката. До сегашната 6-та генерација на модели, BMW се снајде со 12-цилиндричниот агрегат кој набрзо се најде и во различни модели на Rolls-Royce, но сега е готово, барем за баварската луксузна лимузина. Во Германија M760 беше достапен во суптилната изведба Excellence, веќе некое време не беше достапен за нарачка. Преживеа во Соединетите Американски држави каде се уште е на ценовникот. И тоа ќе биде за кратко, бидејќи BMW го објави крајот на производството во јуни 2022 година на последната машина со 12 цилиндри, што некогаш била вградена во автомобил на BMW. Последните 12 примероци ќе се продаваат под името на моделот BMW M760 Final V12 по цена од $200,000. За таа цел, BMW ја прошири и онака раскошната опрема на M760 со специјални бандажи од 20 инчи, странични рабови и капак на моторот со надпис The Final V12. Овој мотор ќе продолжи да живее во моделите на Rolls-Royce, каде е основа за најлуксузните изведби. Британците ја најавија електрификацијата со Spectre, но хорот од 12 цилиндри уште долго ќе пее во Goodwood. Но не се сите вести од BMW така мрачни. Останувајќи посветен на електрификацијата, баварците немаат намера да се простат од моторите со внатрешно согрување и се решени да ги задржат. Највисокото раководство на BMW смета дека марката мора да се ослонува и на традиционалните погонски агрегати, но и дека за да се остане во чекор со намалувањето на емисиите, тие треба да бидат технички и ремек дела. Веќе се најавени нови генерации на бензински и дизел мотори со 3, 4 и 6 цилиндри кои ќе бидат опремени со 48 волтна хибридна поддршка и системи за прочистување со најнови технологии кои ќе овозможуваат да ги исполнат Euro 7 нормите. Согорувањето на горивото ќе биде подобрено со повисок притисок на впрскување и унапредено мапирање, што ќе придонесе и за намалување на нивната потрошувачка за околу 10%. Првите агрегати од новата програма, кои нема да имаат многу заеднички компоненти со сегашните, ќе бидат лансирани веќе есенва и е предвидено да се користат до 2030 година. По крај нив се работи и на нови плагин хибриди со 4 цилиндри и на моќни V8 машини, што е резултат на побарувачката од страна на купувачите, која никако не смее да се игнорира. Се гледа крајот на неизвестноста околу присуството на Мицубиши на европскиот пазар. Според представниците на компанијата, веќе на големо се работи на новите модели на марката кои ќе бидат базирани на Клио и Каптур. Јапонците токму во нив ги гледаат своите идни урбани адути кои треба да се појават идната година.
Овој избор и не е изненадување, бидејќи уште кога беше најавена оваа соработка се типуваше токму на нив. Но засега останува тајна колку длабоко ќе бидат дизајнерските зафати кои ќе ги диференцираат од нивните француски пандани. Сите се надеваат дека нема се да се сведе на замена на амблемите и надписите, бидејќи со тоа јапонската марка ќе западне во уште поголема дефанзива. Неофицијално се дознава дека кросоверот кој ќе биде представен во првиот квартал ќе биде налик на Outlander, додека за хеджбекот кој ќе се појави во второто полугодие во 2023-та не се знае ништо. Јавноста засега се надева дека Mitsubishi нема да го следи примерот на Mazda и Suzuki, кои практично без никакви визуелни корекции ги нудат моделите на Toyota, но тоа не е исклучено. Промени во механиката не треба да се очекуваат, а како ќе се движат цените не може да се претпостави. Високата технологија секогаш била во пописот на возилата на Opel. Се случија многу промени, но марката од Руселска им остана доследна на своите постулати. Еден од нив е динамиката и удобството во возењето проследено со врвна безбедност. Посветеноста на електричниот погон Volkswagen ја надополнува со моделот од мини класата ID Life, кога ќе дојде во комерцијална понуда во 2025 година, тој би требало да се вика ID2. За покажување на капацитетот на Opel одбран е погонот на сите тркала кој се разликува во двата модели од понудата. Кај Insignia погонот на сите тркала користи систем со двојна спојка без диференцијал подпомогнат од систем за векторирање. Вртежниот момент оди на едно или на двете задни тркала независно, овозможувајќи можност за векторирање на вртежниот момент низ целиот опсек на перформанси на автомобилот. При свиоци поголемиот вртежен момент оди на надворешното задно тркало. Opel Insignia со 174 и 230 конски сили со погон на сите тркала стандардно доаѓа со мехатронска адаптивна суспензија FlexRide, која ги прилагодува амортизерите и управувањето во делови од секундата. Новиот Opel Grandland Hybrid 4 ја комбинира моќноста на 1,6 турбобензински мотор и 2 електрични мотори за системска моќност од 221 киловат или 300 конски сили. Електричната единица се состои од 2 електрични мотори по еден на предната и задната оска. Моќноста на предниот електричен погон одговара на 81 киловат, односно 110 конски сили, а на задниот 113 конски сили. Предниот електричен мотор ја пренесува својата моќ на предните тркала преку електрифициран 8-степен автоматски менувач. Вториот електромотор и диференцијалот се интегрирани во задната оска, што го претвора Grandland Hybrid 4 во возило со погон на сите тркала со оптимална влечна сила. На ова се додаваат и 4 различни режими на возење кои овозможуваат брзо адаптирање на секаква подлога. Регенеративното сопирање ја доловува кинетичката енергија за време на забавувањето, која инаку би се трошела како топлина, така што електричната енергија може да се врати во батеријата од 13,2 киловат-часа и да се складира. Со 2 каросериски изведби и 2 мотори, Insignia со погон на сите тркала и лимузина со извонредни манири. Љубителите на кросовери и модерната технологија во потполност ќе ги задоволат страстите со Grandland X. Нив ги обединува погонот на сите тркала.
Представен на салонот на автомобилите во Минхен есенва, концептот ID Life најави во која насока ќе се движи иднината на помалите електрични возила на Volkswagen. За него тогаш се слушна дека ќе има почетна цена од 20.000 евра, што беше доволно провокативно да го привлече вниманието. За така и да остане, германците ни открија повеќе детали за овој еколошки кросовер со субкомпактни димензии планиран за лансирање дури во 2025 година. Според нив, клучно за моделот ќе биде одржливоста, бидејќи ќе биде направен од природни суровини и рециклирани материјали. При негово конструирање се исфрлени сите декоративни елементи, а се замислени и неконвенционални производствени процеси. Некои парчиња од каросеријата ќе се произведуваат од пластични шишиња и ќе бидат обоени со органски средства. Во интериерот ќе се среќаваат делови направени од остатоци од дрвната индустрија и рециклирана пластика. Ваквиот пристап на Volkswagen треба да ја засили свеста кај општеството кое засега одржливата иднина ја гледа исклучиво низ призмата на електричниот погон. Тој за овој модел, кој веројатно ќе биде лансиран под ознаката ID2, ќе се базира на скратената верзија на сегашната платформа, модификувана да има погон на предните тркала. Концептот беше опремен со електромотор со 234 конски сили, но додека стигне до производствените ленти, тоа сигурно ќе се промени. За потенцијалните купувачи дотогаш да не го загубат трпението, Volkswagen планира после 2 години пауза повторно да започне да ја произведува електричната верзија на малиот ап. Тој заедно со своето братче од Шкода беше пензиониран веднаш по редизајнот кога доби поголеми батерии со кои автономијата му порасна на 260 км. Според неофицијални информации веќе одредена цената која ќе биде зголемена од поранешните 22.000 на 26.500 евра. Со формирањето на групацијата Stellantis се раздвижија дури и подзаспаните марки. Со воведување на електрификацијата сите се сложуваат, но колку е можно таа да се исполни во целост никој не сака да коментира. Затоа, одредени модели од италијанско-американското крило на Stellantis или, ако повеќе сакате, од FCA, веќе добија плагин хибриден систем, повеќето ќе имаат само лесна 48 волтна поддршка, а некои ги задржуваат класичните вредности. Јасно е дека Jeep оди на што поголема електрификација, додека Fiat ке флертува со сите погони. Jeep минатата година ја зголеми својата продажба на европскиот пазар за околу 4%, со очекување годинава уште повеќе да ја зацврсти својата позиција. Затоа во услови на континуирано заострување на еколошките прописи може да се стори само со електрификацијата. Според податоците од компанијата на плагин хибридите кои во моментот сочинуваат четвртина од вкупната продажба на стариот континент, годинава ќе им пристигне засилување со обични хибридни модели. Првите два со суфиксот и хибрид во ознаката веќе се представени. Тоа се малиот Renegade и популарниот Компас. Нивното погонско срце базирано на 1,5 литарскиот турбобензинет со директно впрскување на горивото развива 130 конски сили и максимален вртежен момент од 240 Нм. Моторот е споен со 7-степен менувач со двојна спојка со интегриран 48 волтен електромотор со моќност од 20 конски сили и 55 Нм вртежен момент. Тој сам работи исклучиво при поаѓање и возење со мали брзини, а при силни забрзувања му помага на бензинскиот мотор. Има улога и за регенеративно кочење со кое се полнат батериите, чиј капацитет компанијата не ги објави, но затоа гласно се пофали дека оваа хибридна поддршка ги намалува потрошувачката и штетните издувни гасови до 15%.
Стартот на продажбата е предвиден од Италија, Франција и Германија по цени од 32.000 евра за Renegade и 4.000 евра повеќе за Компас. Наредното хибридно проширување Jeep ќе го направи летово со воведување на 4XE плагин хибридна верзија на новиот Grand Cherokee. Формирањето на Stellantis донесе нов импулс во работењето на Fiat, забрзувајќи ги работите кои досега традиционално се одвиваа со заспано темпо. Моментално фокусот на размислувањата е насочен кон идната генерација на Panda, која, иако одлично се продава со своите 11 години, одамна е зрела за замена. Нејзиниот наследник во форма на концептот Centoventi го видовме во 2019-та на салонот на автомобилите во Женева, каде привлече големо внимание. Но отогаш за него не слушнавме скоро ништо се досега, кога се дознава дека со смената на генерациите Panda ќе доживее сериозни промени. Новата платформа, за која засега не се потврдува дали ќе има француски гени, ќе го помести моделот во B сегментот. На неа ќе бидат надградувани повеќе каросериски облици, хеджбек и кросовер сигурно, а во план е и нешто трето. Шпекулациите што ќе биде тоа главно се движат околу моделот кој би бил замена за 500L, но со кросоверски карактеристики. Дизајнот на Centoventi ќе биде инспирација за сите, а се тежне е да се задржи пристапната цена. Заради тоа нема да се оди исклучиво на електрични погонски групи, туку ќе бидат користени и класични бензински мотори со некаков степен на хибридизација. Сето ова е подкрепено со претходните најави за производство во Полска, заедно со новите помали модели на Jeep и Alfa Romeo. Како можен термин за лансирање се споменува пролета 2023-та, што од денешен аспект се чини сосема реално. Се надевам дека во денешниот колаж го исполнивме автомобилскиот мозаик. Сите кои сакаат да бидат во тек со дневните настани од светот на автомобилизмот, нека ја посетат нашата страница automagazin.com.mk. Ви благодарам на вниманието и до гледање до следната сабота.